Во ова видео ќе биде објаснето работењето со модулот Тек на документи. Овој модул започнува со екранот Започни нов процес, но за да може да се отпочне со креирање на процеси, потребно е да се креираат најпрво тековите на документи. Тоа се врши во формата внос и поправка на процедури. Изберете нов и внесете назив на тек на податоците. Потоа, од полето документ тип, изберете каков тип на документ ќе биде почетен за овој тек на податоци. Кликнете на копчето Сними и со тоа овој тек на податоци ќе биде зачуван. Ако сакате да извршите дополнување на овој тек на податоци, тогаш кликнете со десен клик и ќе ви се прикажат две копчиња Add и Remove. Кликнете на копчето Add, со што ќе ви се отвори нов прозорец, од каде што избирате каков тип на документ ќе следува после креираниот тек на податоци, додека во десниот дел од екранот можете да штиклирате некоја од понудените опции и тоа дали документот после креирањето ќе може да се менува, го штиклирате соодветното квадратче. Дали да се копираат и ставките при промената и дали овој документ ќе биде последен документ во текот на податоците. Исто така може да се означи во која фаза е самиот документ. Со кликнување на копчето Сними, овој документ ќе биде сместен веднаш под почетниот документ на текот на податоците. Тој може да биде прикажан или скриен, што се регулира со помош на копчето Плюс. Сега може да се продолжи со креирањето на процесите. Затворете го овој екран и влезете во формата Започни нов процес. Во назив на тек на податоците се избира текот на податоци кој што сте го креирале, тоа е договор. Потоа притискате на копчето Enter и со тоа се вчитува документот кој што ќе се креира со овој тек на податоци, а додека во полето за број се внесува рачно број. Ги пополнувате останатите филтри на сосема идентичен начин како и сите останати филтри, додека референтот е внесен автоматски, односно тоа е тековно најавениот корисник на апликацијата. Кликнете на копчето Сними и со тоа документот е креиран. На крај ја затворате формата.